Лицитирањето со временската рамка во која е создадена државата и нацијата добива се посмели димензии. Иако не може прецизно да се дефинира точниот тајминг, сепак назнаките што ги даваат добрите познавачи на периодот креда укажуваат дека нам не успеало тоа што не го можеле ни диносаурусите. Независно колку сме стари, јас не можам да знам дали сме 50 милиони години, има податоци, се зборува, се кажува, не сум историчар, нешто памтам. Македонија, македонците се народ од веки векова. Што викаат некој, колку е старо сонцето, толку е стара Македонија, толку е стари се македонците. Вековната посветеност за опстанок се огледа во високата свест на нацијата, која преку низа примери од сегашноста ја обелоденува тајната на успехот. Грижливиот македонец секогаш им оставал некакви скриени предмети на своите наследници, за во некоја иднина, соочени со пропаста на светот, не само да си ги спасат плодовите, туку и да го одржуваат високото ниво на хигиена. Фрижидер имаме на 16 метри длабочина, тоа е оддалечен од брегот негдека 500 метри. Трпејца, пример, имате еден бойлер што не го имаме уште извадено, тоа е на 10 метри од брегот. Преку Галичица, благодарејќи на таквиот однос, веќе се преземени сите адекватни мерки за продолжување на нашиот вид, со оглед дека покрај нас изгледа ништо повеќе не успева да се снајде. Таму не можеш птица да видиш, да атмосферата да замине. Плюс тоа мравка да видиш. Нема шанси да постои мравка у Резинскиот крај. Нема мравка, оти сме нација која не сака по ништо да гази, камоли по нив. Фини, културни, секогаш подготвени нешто да научиме, да го кренеме нивото на квалитетот на животот. Па нормално е да ни фали отсуството на толку потребната духовна енергија. Па достига, али како да ти кажам, не мога да ти кажам нешто повеќе. Тој стремеш, тоа барање за нешто повеќе од неопходното е вградено во националниот код и се негува уште од мали нозе. Без оглед дали се работи за пополнување на празните предшколски установи или за прекомерната употреба на глаголот зголемување во една реченица. Впрочем, заради зголемениот интерес на родителите нивните деца да одат во градинка, се зголемува и потребата за зголемување на бројот на дечиња во градинките. И на крајот, кога цела нација сака да сличи. Јас очекувам здрава и силна опозиција, која што дефинитивно ќе биде сериозен репер на власта. Ако на власта, пример и опозицијата, тогаш пред конгресно се отвара дилемата. Да не случајно некој диносаурус преживеел.